Па прво ќе разговарам со другарот или другарката на кој се испратени фотографиите, ќе го прашам дали му треба помош, дали сака да разговара со мене или да прашаме некој искусен родители, школи, директори на училишта, или ало бушавко и институции. Јас би им го објаснила тоа со тоа што ќе пробам да ги едуцирам, тоа што помладите би го поставиле на социјалните медиуми, со себе си носи ризици, како се што правиме, така што повеќе би се фокусирала да ги едуцирам на кои се можните ризици од нивното такво излагање на социјалните медиуми. Па, искрено јас се сомневам на секоја порака од непознат кој што ќе ја добијам онлайн на почеток. Секогаш не враќам се додека нема одредено објаснување зошто ми пишуваат, доколку видам дека е нешто разумно и нешто што можам да го повртам со работите што ми се случуваат во секојдневниот живот или нешто некого на кој што навистина би му била потребна. Тогаш им враќам на тие пораки, а инаку не им враќам, така што не стигнувам до степен да видам некои знаци дека се обидуваат да ме манипулираат. Сметам дека првиот чекор е да се обратиме кон родителите или кон нашиот старател, некој возрастен човек околу нас, доколку не сакаме нели на родителите или немаме таква врска со нив. А потоа потребно е да се известат институции како што се нели Мегеш и Ало Бушевко, да се јавиме доколку ние страф и сакаме поанонимно да ја представиме ситуацијата и на крај да ја одиме кон нели повисоките институции како што се МВР, да пријавиме дали лично или на онлайн сајтот кој што имаат поставено со црвеното копче. Па според мене, младите прво нешто што треба да кажат е да се обратат на некоја возрастна личност што и веруваат. Во случајот може да бидат родители, старатели, некој професор во училиштето, педагог, психолог, ако се злоупотребени на некој начин. Од друга страна, мислам дека младите треба да внимаваат повеќе на социјалните мрежи и на самиот интернет, заради тоа што се недоволно зрели, нема доволно информации за да можат да реагираат и мислам дека треба да размислат пред да донесат некоја одлука, дека не треба да прифаќаат непознати, дека треба да разговараат отворено со возрастна личност, со луѓе што им веруваат и дека треба да се информираат повеќе заради тоа што интернетот може да е многу опасно место за младите.